Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Очигледно е дека ВМРО ДПМН секогаш кога нема аргументи зошто одреден закон нема да го гласа во ова собрание, се обидува на разни начини да каже дека истото законско решение не е добро напишано, дека пратениците во собранието, особено опозицијата, не знаат да напишат закони така натаму и така натаму, но ако ги погледнете извештаите од двете комисии, од Законодавно-правната комисија и од Комисијата за финансирање и буџет, ќе видите катоа пратениците на ВМРО ДПМН во изминатите месец, дена, два, апсолутно никаде не го спомнуваат. Напротив, во образложението кога се гледаше ова законско решение за изменување на Законот за регистрирање на готовинско плаќање во матичните комисии, аргументите беа други, дека се работело за популизам и така натаму, но никаде тој изговор или тој аргумент кој денес го се обидува да го прикажа тука пред граѓаните на Република Македонија. Тоа е првата работа. Втората работа, бидејќи не се работи за популизам, бидејќи се работи за програма која беше понудена од страна на СДСМ, можете да видите во изборната програма со која настапивме на парламентарните избори, токму ваквото законско решение беше предвидено. И ова е дел од позитивните закони кои СДСМ во изминатиот период ги нуди, особено денес, кога е актуелно и која на некој начин представува една антикризна мерка која граѓаните, дуќанџиите, здруженијата на стопанственици ја бараат од нас на сите средби кои во изминатиот период ги имавме. Имено, со оваа мерка се предлага во Законот за регистрирање на готовинско плаќање да се воведе мерката опомена со која на фирмите и компаниите согласно од роковите од 30 или 15 дена ќе им се даде можност за отстранување на неправилностите кои ќе бидат констатирани во постапката. Едновремено и најважно при првата контрола со мерката опомена да се замени со мерка забрана за вршење на дејност или им да им се даде можност на субјектите да ги отстранат неправилностите согласно надените рокови. Тоа ние денес го предлагаме. Исто така предлагаме со ова законско решение намалување на казните за фирмите и компаниите во случајот од 2.500 евра на 1000 евра и од 750 евра за одговорното лице, односно на 300 евра за физичките лица. И ова, почитувани колеги, во време на криза и рецесија со паѓањето на прометот и неликвидноста на стопанството, навистина е мерка која вие од парламентарното мнозинство треба да ја поддржите, а не да се обидувате цел ден да барате разни аргументи и изговори зошто ваквото законско решение не треба да се прифати. И на крајот на краиштата, ако законот не бил добро срочен и напишан така што сакавте да кажете, барем еден од вас, од пратениците од владеачкото мнозинство, ќе имаше доблест и храброст да се пријави, да го каже ставот на ВМРО ДПМН по однос на ваквото законско решение. Јас можам денес да дадам серија на примери и да се приклучам на моите колеги од пратеничката група кои се обидува да ви кажат недоследностите од постоечкото законско решение и зошто ваквото законско решение треба да се прифати денес. Јас можам да говорам за Битола, за градот од каде што доаѓам и да цитирам. Значи не да зборувам популистички, него да цитирам изјави на стопанственици, на дуќанџии, на граѓани на Битола, кои кажуваат каква е денес состојбата во Битола. Цитирам, еден од занаечиите вели: над 45 години сум занаечија. Речи се исто толку години сум директно вклучен во проблемите на занаечиите, особено во Битолската чаршија, но и да бидам искрен, не паметам дека чаршијата некогаш била во полоша состојба. Ова веќе е жално. Има денови кога буквално не влегува човек по дуќаните. Или друг дуќанџија вели: јас разбирам да има контроли, но да се казнуваат трговците со десетици илјади евра затоа што инспекторите му нашле некој денар во джепот, мислам дека тоа не е во ред. Цел ден, трет дуќанџија вели: цел ден чекам да влезе некој муштерија, да купи нешто, но нема никој. И наместо муштери, во последно време најчести наши гости се инспекциите кои бараат влакно во јајцето. Мислев дека некако ќе издржам,
но повеќе не се издржува и одлучив да затворам. Го затворив дуќанот и решив фирмата да ја ставам во стечај. Ова е состојбата во Битолската чаршија денес. Почитувани колеги, ве слушам дека постојано пуштате реклами на телевизија да дојдат во Република Македонија да инвестират. Ќе цитирам еден друг пример за еден друг човек кој исто така се вратил во Битола, продал се што имал во Австралија и вложил 250.000 евра во објект во Битола. Тој изјавува, цитирам, тогаш од кога го посетиле инспекциите, односно инспекторите управата за јавни приходи. Вели дека секој ден имаме инспекции и немам ништо против тоа, но додолку не се служат со лаки. При контролата беше се во ред, фискалните сметки се совпаѓаат со прометот на келнерите. Затоа што не најдоа неправилности, го зедоа паричникот на келнерот. Тоа се негови лични пари, не може да ги прикажува како пари на фирмата. Немам ништо од она што се рекламира инвестира во Македонија. Затоа што ако инвестираш во Македонија, ќе изгубиш. Ова ќе им го кажам на сите мои пријатели во странство. Ако продолжат вака, јас ќе си ги земам куферите и ќе се вратам во Австралија, вели Деспотовски. Сакате да ви дадам уште други примери, почитувани колеги? Еве уште два примери ќе ви дадам. Во изминатите 2 месеци во Гевгелиско посетени беа десетици стоматолошки ординации. Од нив, согласно информациите кои стигнаа до нас, се затворени над 10, односно 11 стоматолошки ординации. Истите се казнети со 3250 евра и се затворени по 15 дена. Знаете кој е образложението зошто истите се затворени? Само во Гевгелискиот регион. 11 стоматолошки ординации. Стоматолошки ординации кои сега во летниот период чекаат од иселениците кои доаѓаат во Република Македонија да заработат денар повеќе. Знаете зашто ги затворале? Затоа што ги нашле тетрадки во кои била запишана вересија. Ги проверувале приватните новчарици на сестрите. Сакам да ве прашам, тука има во собранието колеги доктори. Ако некој пациент дојде кај вас и побара помош, ќе го прашате вие дали имате пари или дали има или нема пари, или ќе се обидете да му излезете во пресред? Е токму заради таквото излегување во пресред на граѓаните на Гевгелиско, инспекторите потоа ги затвараат стоматолошките ординации затоа што го немале регистрирано прометот. Ама ќе ве посочам и ќе ве подсетам на една друга работа. Пред година и пол клиничката болница од Битола токму за овие фискални сметки издаваше фискални сметки за паркирање, односно наплаќаше паркинг услуга во клиничката болница во Битола, а при тоа на фискалната сметка пишуваше дека се работи за партиципација за амбулантско лекување. Сакам да ве прашам, дали менаџерскиот тим од тогашната клиничка болница беше со нешто казнет? Дали инспекторите изрекоа казна за таа клиничка болница? Не. Менаџерскиот тим на клиничката болница, напротив, беше награден. Директорот на клиничката болница, тогашен, е сегашен пратеник во ова собрание. Затоа, почитувани колеги, слободно може да се цитира и изјавите на инспекторите кои кажуваат дека се утврдувало во кои фирми треба да бидат посетени и кои фирми треба да бидат казнети. Овие се изјави кои се дадени од страна на поранешни инспектори кои по година дена од пензионирањето се осудија јавно да проговорат како ВМРО ДПМН ја практикува власта. Според пресметките од истражувањето кое беше направено во Република Македонија, државата месечно од казни собира до 8 милиони евра. Се казнува за неиздавање на фискални сметки и за непочитување на работно време, но и за незначајни непостоечки прекршувања на законот. Се измислувале суми и до 3, 5 или 10 пати повеќе, изјавува инспекторот во пензија од Битола. Затоа, почитувани колеги, заради ваквата состоја во која се наоѓаат стопанството, граѓаните во Република Македонија,
ваквото законско решение кое ви го предлагаме треба да го прифатите. И паднаа во вода сите тези аргументи кои се обидувавте во текот на денешниот ден да ги дадете, дека ваквото законско решение не е во интерес на граѓаните на Република Македонија. Допрва ќе видите што мислат граѓаните за вас и за вашата политика. Благодарам.